Почитувани гледачи, добро вечер. На денешен ден, през 140 и кусор години, е роден Гоце Делчев. Денеска првиот дел од емисијата ќе го посветиме токму на него, а за соговорник го имам Гоце Панговски од Соединетите Американски држави во живо преку Skype. Како прво, да ти честитам имен ден. Благодарам. Знаеш зошто реков имен ден? Затоа што по негово име си крстен. Така напиша на еден од твоите статуси. И уште ова само да кажам, дека те поканив, не те знам, никогаш не сум разговарал со тебе во живо, но ми предизвика внимание твоите статуси и неколку објави кои Трендо ги имаше објавено на Офнет. И мислам дека многу е добар поводот на денешниот ден да поразговараме токму за тоа. Но прво збор два кажи ми за себе и за јас да дознам и гледачите кој си, што правиш таму и така. Благодарам, Јанко, за поканата и за можноста да учествувам во твојата емисија. Значи, како што почна, малку ме изненади, навистина сум крстен по Гоце Делчев, иако во поблиското, па и во поширокото семејство, ни од женска, ни од машка страна немам ниту еден, ни Гоце, ниту Георги. Значи... Да, пошто оригиналното име на Гоце е Ѓорѓи. Так. Ѓорѓија Делчев Гоце. Така, крстен сум Гоце од татко ми, пред да се родам, значи тоа со гордост го кажувам, затоа што луѓето не разбираат во денешницава, особено помладиве. Значи тоа е време кога немало ехо, немало ултрасаунд, да се знае како ќе биде детево, машко или женско. И мајка ми тоа го кажува како анекдота, која што е вистината. Му викала на татко ми, чекај да видиме, може женско ќе се роди, кажеш. Татко ми бил убеден, не, ќе биде машко дете и ќе се вика Гоце и готово. Крај. Готово, добро, тоа е тоа. Замина преку барата? Па, одамна сум тука, иако доаѓам во Македонија секоја година. Сега, со нели, здравствена криза малку паузирам. 15 години сум тука, иако имаше веќе спекулации од некои и од Македонија, што не мислат добро баш, дека наводно што сум барал јас да коментирам за македонските работи од Америка, нели? Еве да кажам за сите во твоја емисија за јавноста, јас немам никакво друго државјанство освен македонско. Значи ничие друго државјанство немам освен македонско. Дојден сум тука ради приватни работи, не дојден по пари или гастарбајтерски, туку заради љубов, ете, така да се каже. Тоа си по вокација, извини. Тоа повеќе ми интересува. Тука работам како преведувач, работам и други работи, иначе тоа го работев и во Македонија. Студирав англиски јазик и книжевност во Македонија, историја на уметност со археологија. За жал не ги завршив ни двата факултета, животот ме однесе во други води. Долго време свирев блуз музика во Македонија со еден бенд кој што ги поздравам членовите, Wild Bunch Blues Band, не знам дали си чул. Јас сум чул за тој бенд. Проблем е други што не чуле, но ја го знам тој бенд. Јас сум дете од 103-ка и да не сакав ги знаев многу работи. Така? Так. Браво, не знаев дека си ти тоа, одлично. Да, кога дојдов тука ме замени една девојка, па друга девојка и така натаму бендот продолжи да работи. Сега се раштркани, нели, и они со семени обврски и така натаму. Иначе се уште има ние да се свири, секогаш кога одам во Македонија, се собираме и правиме некој план за свирка, за ова, за она, за некоја соработка и така натаму. Инаку чест ми е и секогаш тоа го потенцирам. Долги години сум редактор на едно интернет списание Македонска ризница. Значи, Македонска ризница. Бесплатно. Океј, да, може ли да го отворам? Ја не се договоривме, еве ќе пробам да го отворам тоа. Македонска ризница, да. Така? Напиши само Македонска ризница. Значи немаме своја платформа, работиме на тоа подолго време. На ИСУ ја користиме платформата. Ги има сите броеви тамо, 58 броеви. Секој може да слободно да пристапи, да ги отвори се онлайн. Сосема е бесплатно. Значи,
заедно со тројца други македонци, двајца од Штип, еден од Битола. Го работевме долги години и сме на ниет да го возобновиме списанието. Особено поради работиве што и се случуваат на Македонија од соседите, по многу добрососедска, нели? Списанието е отворено и сме третирали и сме објавувале теми од историја, значи научни статии со полна усноти и така натаму, до сме промовирале млади македонски поети, стрип автори, фотографии и така натаму. Значи се што има врска со Македонија било и е добродојдено. Сме интервјуирале, да речеме, технички, фактички американска пејачка, која што е по потекло од сефардските евреи, нејзиното семејство е од Битола, по потекло. И баш битолчанецот, ќе го спомнам и со име и презиме, Благојче Андонов, кој што е уредник нието, го оствари првиот контакт и направивме интервју, јас го преведов и на англиски, го објавивме и на македонски. Имавме мал прекин во комуникацијата. Имаме мал прекин. Не знам во кој крај си во Соединетите држави, па вака ти сецка. Да не си во некој поизолирано место, Гоце? Дали се слушаме сега? Сега се слушаме, да. Добро. Да не си во некој поизолирано место. Не, близко сум до централата на Microsoft во Сиетл. Лоша реклама. Напротив, човекот многу си го сакам, си го почитувам, да не беше он, никој од овие платформи Windows немаше да користиме. А тие приказни со очипување ми се многу интересни, викам. Да не мисли дека овакво му правиме некоја саботажа. Премногу се големи за ние, ни муви не можеме да бидеме во таа приказна, освен да правиме шеги и мајтап на таа работа. Извини, не знам кој ти е ставот, мене ми е мајтап тој став. Добро, би требало, ако ништо друго, тогаш ќе предпоставиме дека премногу интернет ти цедат овие Microsoft. Може би. Океј, Гоце, денеска е 4 февруари, денот кога е роден најголемиот македонски револуционер. И како што ти имаш напишано и мислам дека и други го имаат кажано истото, без Гоце Делчев, без Илинден 903 немаше да има Асном 44. Без Гоце и Илинден немаше да имаме ние денеска современа држава. Имено Македонија е во еден, така да речем, англиканизми ќе си користам, баш ми е комотно со тебе, во еден историски turmoil, каде што во оваа примордијална историска каша буквално се е фрлено, иако ние имавме една убава представа дека нашата супа е бистра, јасна, знаеме, гледаме што јадеме и одеднаш тоа стана една шкембе чорба, нешто што е за мене најодвратно, еден кармакаш од се и сешто, каде што луѓето буквално се збунети. Имав гостин кој само едно ми рече, колку и да сакале биле тие што го прават ова денеска со добри намери, никогаш полоша не е состојбата на антагонизам помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Ја е ова моје шлагворд некако, а ти повели почни од кај сакаш, сакаш од моево, сакаш од она ти што би сакал да го говориш. Во право си за тоа што го кажуваш, сепак да се вратиме на она како почнавме, да го честитаме роденденот пред 149 години на денешен ден, 4 февруари 1872 година во Кукуш, Македонија, е роден без никаква лажна скромност најголемиот македонски револуционер од периодот пред Илинденското востание, кој што доведува буквално до тоа наше најголемо востание, кој што, како што кажа и како што јас пишувам на социјалните мрежи,
без Илинден 1903 година немаше да има Асном 1944 година. Значи поради оригиналниот Илинден, така речи, одржан и Асном на истата дата. Дури имаме податоци дека кога се пренесуваат моштите на Гоце Делчев од Софија до Скопје, планирано е да се случи исто на Илинден, за да се потенцира тој ден како најважен за македонската нација. Не се успеало од технички причини, било тоа интернет и комуникациите оделе потешко, но сепак, значи без Илинден Македонија е најважниот наш национален празник. Сега ако тргнеме во анализа на она што се случуваше и што се случува се уште со Македонија, со овие така наречени добрососедски договори со Бугарија првично потпишан во 2011 и со Грција следната 2018 година. Ако паметите, пред се потпише договорот со Грција, една, така да речеме, шашма по медиумите кај нас и во светот, сепак, дека може би добро име за Македонија е Илинденска Македонија. И тоа на цел глас господин Заев, неговиот компањон Никола Димитров и другите почнаа да го наеднаш да го промовираат. Единствената цел заради тоа е, да скратам, беше Илинденска Македонија ерга омнес. Значи, беше јасно дека тоа име не може да стои, не оди тоа така, иако нели Илинден е национален празник за Македонија, но сепак не е соодветно за име на држава, нели? Шашмата се состоеше во тоа што да помине кај нас, кај македонците, она ерга омнес. Значи Илинденска Македонија отпад, ерга омнес остана. За потоа да ја нели стават Северна Македонија исто ерга омнес. Ова што го прави оваа сега веќе старо нова власт, претходно со право ја нарекувавме октроирана, затоа беше буквално нелегално донесена на власт. Немам. Дали се слушаме? Продолжи го се ме слушаш. Океј. Значи, буквално ги направи овие договори со цел да го буквално сруши македонскиот национален идентитет. Она за што им се полни устите, фактички го не само да го прегазија, туку го со план систематски го рушат. Се изгуби слушалката. Значи, нивниот импетус, нивната мотив е надворешен. Бугарија и Грција го сакаат тоа, но оваа клапа на власт во жална Македонија, како што ја често нарекувам, целесообразно го спроведува тоа на дело, без обзирно, без скрупулозно по сите основи. Значи, воопшто не е целта добро соседство. Целта е Македонија да се обезличи, да го изгуби името, да го изгуби идентитетот македонскиот народ и нација. И како некаква таква флотантна маса, можеби некогаш да бидеме примени во некакви си сојузи или воени алијанси, кои што прашање дали некогаш ни требале, дали сега ни требаат и дали во иднина ќе ни требаат на начин на кој што ќе влеземе таму. Значи, буквално идеш со теза дека се работи да Македонија, македонец, македонски престане да постои. Ова баш не е во сообразно со некои изјави на премиерот кој рече нема да идеме во Европска Унија по цена на нашиот идентитет и јазикот. Ова му е една од последните негови изјави, кои сега скоро ги кажа. Ако тој премиер земеме да го цитираме,
Мислам сега да не се навраќам назад на изјавите додека го дишам овој воздух, додека моите дедовци, таткови, не знам, син ми, ќерка ми и така натаму сите сме македонци. Нема да се смени уставот, нема да се смени името на Македонија. До недоличните на изјави на некои од партиските собири каде што го донеле Заев да го смени името, ајде мајката, и сега сменето ли е името? Значи, изјавите на тој во наводници наш премиер не можеме да ги земеме со никаква друга на никаков друг начин освен со една голема доза на сомничавост, а искрено и не знам кој се уште го сваќа сериозно кога дава било какви изјави. Во неполни неколку дена за бугарски медиум во сред салата на владата на Македонија дава изјави како бугарите не биле фашисти и дека тој дал наредба да се избриши тоа фашистички бугарски окупатор и дека бугарите не биле фашисти, не биле окупатори, за потоа во нашите медиуми да излезе да каже дека тоа било за бугарски медиум, не требало кај нас така да се свати. Се разбира дека биле бугарите окупатори и така натаму и дека тој ќе го брани идентитетот македонски и така натаму. Мислам, тоа е смејурија, трагикомедија на јавна сцена. Да не зборам за оние примери каде што еднаш, два пати ми се чини, 3 пати оние руски пранкери го наседнаа да се јавува и да мисли дека зборуваат ту со генералниот секретар на НАТО, ту со Грета Тунберг, ту со не знам кој. Мислам, и тоа разговорите траат, не се да речеш на втората реченица да примети човек дека окей, некој ме мести, туку подолго време. Но тој човек каков таков се уште е на власт, доби уште еден мандат, има огромна поддршка и од македонскиот народ. Точно е дека не се слагаат сите, но не може тоа да се сега што правиме тука. Значи не збориме ова дека ние наместен некој ни го донел, ние не сме го ни сакале, па ете се чувствуваме под окупација. Ја разбирам вашиот гнев и реакција, го читам и трендови, ја слушам и опозицијата повеќе од било кој друг ја следам, но еве го човекот тера понатаму и му иде се од рака. Не гледаме дека нешто полошо иде. Ако се знаеш што, па нека иде, Гоце, извини, вака се нема да ти персирам. Па убестрага со мојот македонски идентитет ако еден човек може да ми го сруши. Во право и тука е всушност нашата голема болка, не од сега, од времето и на Гоце Делчев, а и претходно. Мислам, кај нас и оние македонски кои што се веќе влезени во литературата и тој така наречен синдром самоништување, за жал, трае со повеќе од веќе и половина и повеќе, јас би рекол. Значи, секогаш кога разговараме на вакви теми и кога луѓето со право се на Бугарија, на Грција, на некои фактори кои што не притискаат по нивен терек да направиме одредени работи дома во својата држава, сепак главните кривци, главните виновници за сето тоа што ни се случува сме самите ние или тие кои што меѓу нас велат дека се наши во наводници, а очигледно на дело работи кои што се пар екселанс антимакедонски. Мислам, не. И тоа во директна колизија како што претходно со сопствените изјави. Мислам, ти на јавна сцена да изјавиш такви работи дека не анси тоа, додека го дишеш воздухот, значи додека жив нема да го направиш, а го правиш, тоаш ја не знам како да го третирам таквиот човек. Општо збориме вака на човечка основа. Без разлика. Те разбирам, не на политичка, него на како човек. Сепак и како човек се јавуваш, не си некоја функција, па ти сега некому да му полагаш сметки за твојот став. Апсолутно си имаш легитимно право за такво нешто. Но збунети сме навистина од летаргијата на македонскиот народ. Добро, еве во Америка си. Значи, ајде да детектирам состојбата и да прашам. Зошто никогаш не видовме, например,
да се изврши диаспората организирано да изврши притисок врз собствените влади каде што живе и работи, значи зборам американците на американската влада, австралијанците во Австралија, Нов Зеланд, Германија и така натаму. Во Македонија се случува тоа и така натаму. Имаше неколку протести во Америка, не знам ни дали излегоа македонците на некакви протести. Излегоа? Добро, се извинувам. Да. Ја тоа не сум го видел. Тоа било. Видов во Австралија имаше некои помасовни и толку беше од целата работа. Никаква институционална борба, никаква константна. Затоа знам дека грците се нонстоп на улица. За секое спомнување, они и натаму се борат. Зошто оваква летаргија, еве први да збориме летаргијата, зошто е надвор, еве таму си, објасни ми, кажи ми, зошто македонецот никогаш не испрати писмо до Обединети нации, до Доналд Трамп или новиот председател, до Републиканската или Демократската партија, до Foreign Office-от, каде што, нели, знаеш, вака која разговарам со македонците, геноцид ни се врши ово, она, ваму, таму, и јас стварно се ежам. Викам, окей, ја делувам еве во мојава емисија. Вие кај делувате? Зошто го нема тоа? Зошто македонците кренаа рака од се во ова? Нема да се согласам со тебе, затоа што не само протести, не само собирања празнични за Илинден, каде што секоја година се сликаме, се правиме видеа и така натаму, испраќани се, значи, не само сега, наназад стотина и кусур години, писма и прогласи и така натаму. Сега, некаде е тоа со зголемен интензитет и поорганизирано и така натаму. Австралија, да речеме, оној протест, не знам само дали беше во Мелбурн или Сиднеј, каде што буквално беа преплавени главните улици на градот во Австралија со македонски знамења и илјадници македонци, беше величествена гледка. Го правиме тоа и во контакт сме, и македонците во Швајцарија го прават тоа, во Франција, на Малта има здружение каде што има директен контакт со, мисличени, или премиер или председателка таму, жена која што беше или се уште е. Значи, перцепцијата е малце искривена, иако апсолутно те разбирам и го јас го споделувам тој твој став, затоа што секогаш исто кога луѓе ќе се ќе го изразуваат тој гнев и така натаму или даваат некои насоки како треба да се решат работите, настапуваат од позиција како да нешто многу направиле или ја задолжиле Македонија со нешто, па за да луѓето мислат дека треба да им се верува. Значи, треба секој да го направи својот дел. Апсолутно се согласувам. Дали ќе биде тоа писмо, дали било што некој, значи за да имаш некаков кредибилитет пред самиот себе, а не па пред други луѓе, да кажеш вака или така треба нешто да направиш. Значи секој колку може, како може и со својата умешност и за она за што е стручен и така натаму. И го правиме. Ја искрено верував дека македонштината ќе биде зачувана ако таа се губи овдека, а се губи. Овде веќе нема ни медиум. Партијата е опозицијската главна партија е на шкрги, полуништена, полураспадната. Овдека 90% од политичкиот дискурс се расправа, тоа е феноменалниот пиар на СДСМ, се збори каква е опозицијата и што правела опозицијата, не што прави власта и како ги троши нивните пари. Овдека па нема веќе опозицијски медиуми, освен можеби 1-2 и 2-3 портала, толку е тоа сведено. Немаме контакт со нешто сериозно кое медиумски е нешто од надвор, па сето тоа да комуницира во некоја синергија и оставена е на една интуитивна лавина, снаоѓај се кој како може. Но да се вратиме, очигледно нема да не одведе никаде овој разговор, да се вратиме на историјата. Рековте дека целта е обезличување на македонскиот народ. Ја таа флоскула ја слушам 5 години, но знаете во суштина за мене таа е празна, затоа што не постои во политиката од она што сум го учел од историја на уметности,
геополитика и така натаму што сум читал, не постои нешто што се презема, а да нема некаква цел конечна. Така што ми интересира дали можеш да идеш послоевито во оваа приказна. Зошто се прави ова што се прави и која е конечната цел? Сметам дека соседните држави, особено Бугарија и Грција, нели секоја држава си има свој национален интерес. Македонија треба да има и го имаше, да речеме, но тие што се на власт, но него сапат. Сега Бугарија од своја, Грција од своја страна на свој начин пробуваат да ги слушат, да ги како да кажам, да ги понесат, да ги негираат, да ги присвојат сите македонски национални атрибути. Значи, јазикот, националноста, етничката припадност, од Србија црквата, нели, иако и другите се вмешани во истата приказна. Значи, се што можете да замислите дека е некаков национален атрибут македонски, е нападнато по сите основи. Значи, и тоа на многу слојно, од многу страни. И ние, јас искрено, понекогаш вака, ако земе човек да се иземе, ако успее некако да се иземе, да гледа пообјективно, значи некако човек на кого што му се случува тоа, туку како ете да речеме странец. Се обидувам понекогаш да размислувам во смисла како би го објаснил јас ова. Да речеме, кога кажувам само голи факти, дека не натерала соседна држава да подпишеме самите договор каде што сме си го сменили името на собствената држава, јас тоа не можам да го објаснам. Луѓето ме гледаат бело и мислат дека им кажувам виц. Без војна, без некаква директна закана, иако тоа е специјална војна. Значи, ние тоа го направивме, ние, во наводници, точно се знае кој го направи тоа. И јас, и сите, да речам, не само нормални македонци, туку нормални луѓе, што живееме во овој свет во 21. век, знаеме дека за такви недела мора да следи казна. Порано или подоцна, значи некој ќе застане и ќе рече дали ќе биде тоа сегашниве генерации, се надевам дека ќе бидеме спремни да го направиме тоа, или некои идни ќе речат луѓе, ова што се случило е недозволиво. Значи е буквално криминални дела се случиле тука. И тие самите си го признаваат тоа во сијасет изјави, дека буквално со корупција, со уцени, со закани го сменија уставот на Република Македонија, за да се смени името. Иако јас, ако си приметил на едната од моите објави на Фејсбук, значи има и други основи зошто тој договор во Преспа подпишан со Грција е ништовен, но во самиот договор, во заклучните одредби, тие одредуваат дека е непроменлив и датумите до кои што треба да се стави во сила се исто така, значи, цементирани. Мора да се заврши до крајот на 2018 година, мислам дека беше. Со сите овие криминални дејанија, начело со Заев, со кој што се изгласа тоа како така промена на уставот во собранието на Македонија, тоа се случи на 11 јануари. Значи самите си ја пробија датата која што ја имаат стајано во тој така наречен договор за добрососедство, кој што не требаше да биде, нели, до која што мора да се држат. Значи, начини има мал милион. Работата е што се делува на таков начин да ние кога зборам ние, сите македонци, јас не правам разлика дали сме во Македонија или надвор, сме под една константен бараж, една постојана медиумска кампања, пиар кампања, секаква кампања. Ние од работите што се случуваат не можеме да се соземеме едноставно. Има обиди од многу умни луѓе да застанат, да ги стават работите во некоја рамка и да ги објаснат за обичниот народ, во наводници, да ги разбере зошто, да речеме, некој самиот по себе тој Преспански договор е ништовен, зошто, како може да се направи тоа и така натаму.
но тие луѓе се дискредитираат на јавна сцена, се маргинализираат, не се објавува ништо од нив во медиите. Ете затоа да речеме и не се знае многу во Македонија што прави диаспората македонска. Сега не велам сите, да не се разбереме погрешно како што и во Македонија има луѓе на кои што едноставно очигледно не ги засега ништо од ова. Такви има македонци и во диаспората. Ти му објаснуваш, се обидуваш да направиш контакти, да направиш некоја соработка, макар и да скршиш муабет, они вика не ме интересира. Јас сум да речеме американец, сега и мене Македонија ако сака, што сака нека не се случи. секире такви и Македонија е пуна. Па што има сега со тоа? Знам. Идеме и понатаму, така што едноставно се стрмоглавува, едноставно безизлезна е ситуацијата, не иде ништо, не гледаме дека е ништо на добро. Ја еве ќе ти повторам. Знаеш, демократијата и што ќе се промени во една земја зависат од опозицијата, а не од власта. Ние, опозицијата овдека, нема поддршка, тоа е минимална поддршка. Најголем број од партиите, тоа дали е бойкотирам, дали е една опција, друга опција, трета опција, сите се свртени и се занимаваат. Дали, например, како Тортевски, што си направи твоја партија, колку да одземе гласови, еден куп. Така што имаме мал милион сегменти кои сите се со полна уста за Македонија или како иде, например, па ако не може ВМРО да го врати името, а не може, тогаш нека си остане СДСМ на власт. И тоа е Гоце, ова е лајт мотив кај нас. Ова е лајт мотив кај нас. Зашто е виновно? Овдека не чини, ВМРО е криво. Ова не чини, ВМРО е криво. И СДСМ феноменално тоа го откри. Значи, не симнување капа, секоја чест. Втора работа. Нема изјава на германски, американски, француски, меѓународна, ЕУ, кои не им искажале поддршка за сите овие работи. Нема една изјава од било кој, рус, кинез, француз, германец, американец, кој една осуда за ова Бугарија што го прави. И сега вика македонецот, чекај вика, попис ке правиме, знам дека нема да чини, искачаат, викаат ово, она, ваму и таму, се јавува американскиот амбасадор и вика, одлично, свака час продолжете така. Во цел свет се откажуваат кај нас, ке имаме ние попис. И така треба. Што ќе прави еден политичар кај нас? Нормално си тера понатаму. Сета можна, па дури едино најрадикално, дури никој ни од македонскиот, да речам промакедонскиот блок за кои се залагаат за идентитетот, не излезе да каже, Тито Петковски вика, Германија го минираше преговарачкиот процес на Македонија. Епа... Значи, ја немам заклучок. Ако некој ми каже дека може да извлече заклучок од себе ова, тој ќе лаже. Но ја те замолувам, што од сите овие работи донесуваш како заклучок? Од една страна, сите што сте во Америка, викате, Америка е пријател на Македонија. Океј? И јас се слагам. Пред мојава телевизија американско знаме се вее до македонското. И тука нема збор. Јас сум комотен тука. Ама не видов ни една осуда кон Бугарија и ова Бугарија што го прави. Зошто Бугарија би се повлекла? Зошто Заев кој вика, абе нашите сојузници го одобруваат ова. Ворете ова што се прави. Зашто сега тебе да ти веруваме или мене или на некој дека тоа не чинело било предавство? Кој вика дека е предавство? Никој не вика. Имаш ли една меѓународен силен фактор кој застанал на наша страна во целава работа? А збориме не уништуваат, не обезличуваат, ова било ова, она. И не знам како рече дека утре ќе имало судење, казнување. Кој бе, Гоце? Кој? Ти да покренеш процес, некого да го ставиш у судница? Значи, не може ни Груевски да го судат додека не добија зелено светло. Кој ќе ти даде тебе од меѓународен фактор тоа да го правиш? Или ќе станеме Северна Кореја, па некој Ким Ил Сун ќе овдека ќе воведе ред. Не знам, ја многу гнев и многу прашалници, али минимални одговори имам по ова. Значи,
вака ќе се обидам да го поврзам тој малку со историја, иако не сакам да зборувам од партиски линии и сакам да зборувам, значи имаме или промакедонска некоја опција и действување, или имаме антимакедонска. Значи, она стара поделба која што нонстоп се жалат дека постоела и се уште луѓето го користат, предавници, патриоти. И па сега извинете, ама некој да дава изјави, да речеме претседател на држава, дека Гоце Делчев се декларирал како бугарин, тоа е пар екселанс лага, и тој е доволно свесен, па ако сакаш и по полициска линија, кај што работел цел живот, дека таа изјава една, од сега кога ја дал, до следните 300 години таа изјава ќе се врти во Бугарија. И секаде ќе се покажува во светот. И гейм овер. Значи, таквите мора да бидат ставени на својот место. Работите мора да се канализираат. Чекај, многу лесно го кажеш, таквите да бидат ставени на твое место. Молим те, Срđan, дај ми клучот од колата да го ставиме човекот на свое место. Знаеш дека не е едноставно, извини што се карикирам. Ама нема кој. Не, апсолутно те разбирам. Твоето прашање е... Македонците треба да имаат барем малку да почувствува македонскиот гласач. Дека има поддршка од меѓународен фактор, бидејќи македонецот. Слушај, кога почнавме ние да креваме востанија против турците? 100 години откако сите други ги кренаа. Значи, ние у ген не сме толку, како да кажам, Гоце, те смрзнав малце со муабетов? Извини. Се обидеме, дали се слушам? малце. Гоце, 30 секунди те немав у програма. Сега дали се слушаме? Да, се слушаме. Те молам, ти каде застана, продолжи. Добро. Значи, апсолутно те разбирам што кажуваш. И тоа е валидна дилема и валиден проблем наш. И тоа не е од сега. Ајде, речи историски сакаш да кажеш. Кажи ми историски, ајде. Да. Ја најмалку ја познавам историјата. Значи, муабетот најпоследни сме се востанали, така натаму, тоа е така една југословенска патина која што се провејуваше од времето на Лазар Колишевски, кој што заради негова лична потреба 11 октомври го нарече почеток на востанието на македонците во Втората светска војна, 41 година, само да го избрише една колосална личност во македонската историја, прилепчанецот Методи Шторов Шарло, кој што прв организира и исфрла македонски партизански одред во Скопје. Имаме акции претходно, има кај Радуша дигање во воздух на некои постројки тамо, исто така запален авион на аеродромот во Скопје, ми се чини бугарски или германски. Значи, перцепцијата на... И јас тоа го разбирам. Значи, пошироката јавност нема време, ниту има ниет да се занимава се со детали од историја. Ама, сакам да кажам, онаа генерална приказна дека сме каснеле или не знам што, не е вистината. Особено не во 19. век. Добро. Значи, еве, да се задржам, да речеме, на периодот на Втората светска војна. Замисли ти во 1941 година, германците кога се случуваат, нели, Германија потпишува пакт и со Кралска Југославија. Тоа исто така македонците и генерално не се знае многу. Значи го потпишува пактот кралот на Југославија, тогашната влада, и се случуваат демонстрациите, нели, како што учевме во Белград. Мартовските демонстрации по кои што паѓа владата, се раскинува договорот со Германија и Хитлер решава, окей, сега ќе одам, воено ќе ве прегасам. И тоа се случува. Една работа која што не се знае дека демонстрациите во Белград ги организира британската разузнавачка служба, затоа што во тој момент на цела територија на Европа Хитлер е неприкосновен. Освен Велика Британија, која што има опасен притисок од него да или биде приклучена или нападната и окупирана. Добра поента вака. Ова ти е добар момент. Продолжи. Види, и сега ние тоа го учевме за периодот на Југославија, дека тоа било нашиот народ и така натаму. Сега ако се земе реално, тие тамо дури тенковите се изнесени, тие примитивни што ги имала Југословенската кралска армија во Белград, ама на нив пишува да живеел краљ. Значи демонстрациите не се за никаква Југославија
подочна што се случи на чело со Тито, каде што ние добивме своите национални права во вардарскиот дел на Македонија. Тито во тој момент, да речеме, е во Загреб. Темпо во своите мемуари опишува дека оди по улица во Белград и наблюдува, ама не се вмешува. Затоа што? Зошто? Има зошто. Затоа што во тој момент Советскиот сојуз е во пакт со Хитлер. Значи, Сталин е во пакт и сите комунисти по таа линија го слушаат Сталин и Коминтерната, која што се уште е на сцена. Значи, тие сега гледаат, они се против. Да, ама ако не даде изим, дедото е, така е, иначе, како се вика, прекарот на Коминтерната, дедото за кој стои Сталин директно, нема напади, нема ништо. Додека Хитлер не ја напаѓа со Барбароса Русија, тоа е СССР, и тогаш почнува секаде нели вооружени восстани и така натаму. Тантрум. Деталите се важни. Сега да се вратам на пандемониум. Да се вратам на Шарло. Шарло во истите тие денови кога се случуваат како се вика демонстрациите во Белград, по кои што паѓа владата и се поништува пактот. Го преминува преку камениот мост во Скопје. И го среќава тука еден, ми се чини, не знам дали е црногорец или србин. Човекот е, ама е член на Комунистичката партија на Македонија тогаш. И Шарло е генерален секретар. И му вика, Шарло бе, дај, еве у Белград демонстрации, ние овде спиеме. Како? Шарло, колку паметен и колку важен македонски деец е. Му вика, а што имаме ние со тие демонстрации? Зашто да демонстрираат македонците? Да го зачуваме кралот? Тоа ли е целта? Тој крал нас не угнетува, нас не ни дава да сме македонци. Јужносрбијанци сме под тој крал. Зашто да е, да речеме, и да го рушиме и пактот со Хитлер, да речеме, до таа основа. Значи, мораме гневот, кој што очигледно постои, не само во Македонија, и надвор, кој што мораме да го канализираме, за да се вратам на твојот муабет, како ќе паднат овие, ние мораме некако да создадеме една маса на луѓе кои што ќе идејата дека нема некои работи за нема преговарање, нема цена. Сега, ако да зборувам политички, опозиција, власт и така натаму, опозиција направи страшни грешки. Затоа можеби народот е на 3,5 што се вика. Не знае ни дали да се приклучи, дали да не се приклучи. Зошто? Еве еден пример ќе дадам. Се гласаше безмалку едногласно пристапувањето на под наводници или сега во НАТО. Затоа гласаше и опозицијата. Каде беше опозицијата тогаш да рече не гласам. Македонија сакам да влезе во НАТО. Северна не сакам да влезе во НАТО. Значи имаше мал милион и се уште има опции и начини како да покаже дека националните интереси македонски нема цена. Не прифаќам. Мислиш ли дека на бугарите Чекај. Значи не. Океј. Те разбрав тука. Да се вратиме на твојата комфортна зона, Гоце Делчев. Што ако успеат бугарите во нивната намера дека Гоце Делчев бил бугарин? Што со тоа? Ама не може да успеат, тоа е проблемот. Океј. Знаеш што ќе тогаш што е целта? Свесни ли се дека нема да успеат или што е тогаш работа? Па нели имаат овие се големи предавници дека Епа, тоа е целта. Овие сега пишат дека Гоце Делчев бил бугарин. Значи тоа е не само не им е доволно Пендаровски од позиција на председател на државата да го каже тоа и поим нема што зборува, туку писмено да добијат. Значи документ сака луѓето. Еве не го даваме тој документ. Не е потпишан се уште. Ке блокираат додека некој не им види политика на ни риба ни девојка не фела, викаше дедат. Не може. Иначе јас сум мијак по поттекло од Галичник. Знам дека ти имаш нели битушка линија. Селјак. Ние сме горе на Теферичот. Ние не разговараме тивко, ние се довикуваме Гоце! Знаеш оно одри дрене. Не сме ние од низински земји.
отоде Крчин. Така. Значи, Се шегува малце Гоце, слушај, ова е Јади Бурек сепак емисија, не е ова камерна, негде на друг дек тамо ќе биде строго. Дека малце на мајта ја тераме. Значи, да ја завршиме, и ја тука некаде би го завршил разговорот со тебе, навистина имаше добри поенти. Што е крајната цел и ако дали бугарите се свесни дека ова не може да им помине и како овој Гордиев јазол ќе се разреши? По тебе можеш и да шпекулираш. Никој не те држи за збор, не си на политичка сцена. Твое размислување. Нивната цел со подпишувањето на договорот со Македонија е буквално тоа. Значи, успеа да вметнат во член во договорот дека имаме заедничка историја. И тоа, значи, целта... Па јас се слагам дека имаме заедничка историја. Ние бугарите сме едно те исто, исти народ, само што они мислат дека се бугари, они се македонци. Види, тоа е градации има тука. Јас секогаш во расправи на интернет им велам, вие на 5 луѓе во Бугарија, па тие имаат по 17 теории за происходот, за потеклото нивно. Едните се траки, другите се, не знам, на Аспаруха внучиња, третите били иранци, не знам од кај биле. Ти не знам дали знаеш дека со цел памет, онаа будалетина е, ајде да употребам такви зборови, што почина Божидар Димитров, главниот македономразец, нели, кој што им беше и член на влада и тамо директор на разни институции, има напишано дека се пази до каде оди таа лудост, по секоја цена со Македонија да имаат врска. Наслов: Александар Македонски ни се оказа сват. Да ми се покажа. Александар Македонски им се оказал дека им е сват на бугарите. Како? И се објаснува во статија. Кога одел Александар со фалангата, нели, према Индија и до Хиндукуш, има таму една не може да се нарече ни држава од тој период, како може би племенска заедница и така натаму, Бактрија се вика. По лудите идеи на Божидар Димитров, таа Бактрија било старото име на Бугарија. Тамо било бугарите од кај дошле. И фалангата на Александар, војската, општувала, сиреч вршела полови действија со бактријките, кои што биле бабите на бугарите, и тие всушност кога дошле со Аспарух на Балканот, се вратиле назад во родината. Види, Јанко. Читаш вака и сега... Како ова ќе се разреши, Гоце? Не знам колку време имаме, сакав да ги пуштиме тие видеата сепак. Немаме многу време. Немаме. Може ли утре да ги пуштам, утре да ти ги пуштам видеата? Ај само сликите тогаш. Добро, окей, одиме со сликите, што ми ги испрати. Значи, они имаат само едно единствено писмо за Гоце Делчев, каде што наводно самиот се кажал дека е бугарин. Ова е во моментот сликата црно-бела со остатоците на Гоце Делчев со мртвачка глава со коски вкрстени, сликата негова и текст некој кој пишува. Добро? Таа иде у моментов. Не гледам. Да, ти не можеш да видиш. Или има луѓе околу неа? Има и луѓе околу неа. Има и свештеници и луѓе. И двете слики, едната подобра резолуција, другата полоша. Кажи, збори. Значи, се случува, тоа е процесија со моштите, со посмртните останки на Делчев во ми се чини Благоевград или не, извини, во Софија. Значи 903-923 заказваме поколенијата наставништите свештени коста да бидат погребани в столицата на независна Македонија. Така. Значи, на самиот сарковаг на Гоце, во сред Бугарија, пишува дека ги туаат и поколенија по смртните останки на Гоце Делчев да почиваат во престолнината на Македонија. Каде почиваат тие? Во Скопје. Во Скопје. Од град на Македонија, престолнината на Македонија. И една многу важна работа да кажам, таа процесија се случува тамо и тамо одат македонци, тоа е емиграција наша, македонска во Бугарија.
И коските на Гоце ги чуваат македонци, не ги чува бугарската држава. И Линденската организација, која што е организација, ги предава на Македонија. Да, се бугарска влада тогаш на Георги Димитров и од друга страна македонската и преку нив југословенската, но коските ги чуваат македонците, ги предаваат на Македонија според тој токму завет да почиваат во главниот град на Македонија. Покажи ја само сликата што е црно-бела, значи не е во сепија, во црно-бела боја е, има луѓе околу саркофагот. Да, и војници каде што вика през минала седмица од Софија баха испратени македонските... Не. Извини, има друга, исто со саркофагот, само е црно-бела. Има луѓе околу неа. Океј, таа е сега во кадар? Значи, од страна тука, на саркофагот на кој што го пишува тоа. Значи, моштите на Гоце да почиваат град на независна Македонија. Се братот Христо со мустаките, сестра му руша од едната страна, жената што надолу гледа, и другата е Тина. Братот и сестрите на Гоце Делчев се. За тоа се залага Македонија, за тоа се бореше Гоце Делчев, за тоа загина. Значи јас секогаш велам, Гоце Делчев е роден, живеел, се борел и загинал за и во Македонија. За ништо друго. Океј, тоа го знаеме и од историја, убаво што не подсетуваш. Како ќе се заврши се во ова? Кој ќе ја чукне Бугарија потиква да малце се прибере со ова? Да се вратиме на тоа што го зборуваш. Не, види, иницијативата за да се одбрани човек мора да дојде од него. Никој од надвор нема да ни направи ништо нас. Нити па треба да очекуваме. Тоа било кажано во историски рамки баш во делот на нашите најголеми дејци како Делчев, Сандански. Тоа го кажувале на македонскиот народ. Не очекувајте помош од надвор. Делчев Бугарија сака да го присвои, тој во својата, како се вика, во едно окружно заедно со, како се вика, Ѓорче Петров, окружно е како наредба издадена од организацијата. Само малку да ја најдам. Им порачува на македонците да се пазат од луѓето што ќе влезат од Бугарија во Македонија. И дека тие имаат, еве цитирам, завоевателни за сметка на Бугарија стремленија. Значи сакаат да не завојуваат, да не освојат. Мораме да се пазиме од тоа. На Ефрем Каранов му пишува во писмо, па да мислеше некој како овие врховистиве што мислат дека со некој востаничке мало ќе направиле некаква буна или не знам што, и дека ќе имаме корист од тоа. Македонија одамна ќе беше државичка, слободна државичка. Целта на Гоце Делчев е слободна македонска држава. Како може Бугарија да го присвојува тој човек? Мене стварно не ми е јасно. Дури му организирале атентати. Атентати му се организирани на Гоце Делчев од врховистите, од бугарскиот двор. Од кога е убиен 2 години подоцна, во весникот Реформи на врховистите излегува статија, значи во 1905 година во јуни. Дозволи ми само да прочитам, многу кратко е. Во еден дел вика вака: чудна е македонската интелигенција по својата дејност, по својата упорност. Во историјата ретко може да се најде пример како што представува македонската интелигенција, која само што излезе од пелените на своето бебештво, поставена во најлоши услови, прояви животна способност и особини на какви што бевме сведоци во епохата на просветното движење и подоцна во времето на револуционерното движење. За жал, оваа чудесна интелигенција не беше во состојба од своите пазови да роди водачи со широки погледи, со свој умствен поглед, со своја просторна мисла, да застанат на чело на македонската фаланга и да ја водат по патот на сигурниот успех. Малиот број поединци што беа собрале сили да се издигнат како водачи беа отерани по затворите, така што во квечерината на моментите кога требаше да се даде полн развој на револуционерното движење, македонската интелигенција беше без вистински предводници. По еден стек на околностите, кои не е потребно овде да ги третираме, на чело на револуционерното движење се најдоа луѓе кои не располагаат со потребниот морален и умствен полет нужен за едно такво умно дело. Делчев беше најјаркиот тип од тие водачи кои со својата заслепеност и умствена сиромаштија
си вообразуваа дека нивните плеќи се долни да изнесат слободата на Македонија. Неговиот повик, додека моето рамо ја крепи пушката, Македонија нема да биде достапна за бугарски офицер, многу јасно го карактеризира и како човек и како водач. Што? Какво? Не. Бугарија ќе го слави овој човек? Не. После ова, Гоце, јави се кај Бил да исклучи струја на планетава. Готово. Ама после ова се исклучува струја. Ова нема ни фала пријатно, нема више што да се каже. Мислам, стварно, можеме да се ќутиме 2 минути сега јас и тука и да чекаме да снема струја. Стварно се кажа со ова што го прочита на крај. Не го разводнувај, ја како медиумски човек ти велам. Си направил голема поента вечерва, нема Уште еден потреба... малчат од Димо Хаџидимов. Само ја шуваме. Те оставам на мира. Не, нема проблем. Ги Прво чувам на 60... за во твојата емисија. Значи, Димо Хаџидимов 1902 година со пар други македонци се обраќаат кај Гоце Делчев, му абе врховци прават бели, прават некакви си востани, ама не, то не е поддржано од народот. Што прават? Како да се однесуваме со нив? Во одговорот свој на крајот, значи многу кратко, Гоце им вика зашто за да ги напаѓат, како што гледаш, не само што ги го нарекувале Гоце Делчев малумен, туку ја паѓаат и по друга линија, дека се развратници, биле убици македонците, како Гоце Делчев и така натаму. И Гоце одговор му дава на Димо Хаџидимов, ние ниту сме развратници, ниту убици и така натаму, и на крајот вика, ние не мислиме за Бугарија, но ќе си пазиме Македонија. А и вие, значи врховистите и бугарите, не мислите за Македонија, пазете си ја Бугарија. Крајот на програмата дојде. Толку. Сега ќе направам пауза и потоа, бидејќи е роден ден, ќе поделиме торта. Буквално, слободно следи ја програмата. Ја ти благодарам, биди така, затоа што за многу кратко време ќе те барам повторно, ќе те молам во емисија за коментар. Има најави дека ќе има големи радикални промени токму од некои фактори меѓународни овдека, кои веќе име до овде дојдено со тој процес што го кочи Бугарија, каде што веќе ќе има и некаква реакција мимо Германија. Зборам пред се од Соединетите Американски држави, кај мене во емисија е најавено од неколку гости. Се надевам, ако биде така, веднаш те барам и тебе. Во ред? Многу да не се надеваме и да пазиме добро што некој од надвор ни мисли. Зашто што секогаш секој мисли првенствено за себе, а не... Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Ми беше чест и задоволство. Ќе те барам наскоро пак. Благодарам за можноста. Лека ноќ. Почитувани гледачи, кратка пауза, а после торта! За Македонија! Океј, драги мои, знаете како, духот на македонскиот народ овде се гледа. Одозгора. Кога ќе не погледне Господ, како сладки торти сме. Колку и да не чиниме и да чиниме, тоа е тоа. Инаку, малце е чудна една приказна. Татко ми мој на времето соработуваше со еден човек и ја го знаев тој човек. Зборам 80 години. После некое време на Твитер објавуваат една фотографија од торта. И ја викам, ја имам пробано таа торта, многу е добра. Браво, честитки. А тој ми вика, јас сум син на твојот соработник на татко ти. И вика, ти благодарам, вика, затоа што вика ова е мој бизнис, тортите, дозволи ми, вика, да те почестам. И ја викам, секако викам, ќе ти направам, еве, една пиар во емисија. Нема потреба, вика. Стварно, викам, ми е задоволство што си добар човек, како што бил татко ти, а ја татко му исто го испофалив и така натаму. И еве, човекот ми испрати неколку торти. Не можам сега, знаете како, ја се во ова можам да го направам дома, сам пред емисија, у емисија. Ми е мерак, убава работа. Ова се произведува кај нас
И кеф ми е убави работи да ги испрезентирам. Еве што можам да ви кажам. Се работи за компанија наречена која спаѓа под групацијата БТУ. Ова не е воопшто наивна, туку е групација која е го раководи аеродромот. Македонскиот аеродром, некогаш Александар Велики, сега аеродромот, и они како групација БТА се задолжени за кетеринг, имаат убава продавница на самиот аеродром, каде што продаваат тебе убави делици, кој си заминува да се заблажи, кој доаѓа да се доблажи, или како што велат, нели? Основата на македонското е си подаваме едни на други благо, да си бидеме благо. Барем така и кај нас во Западна Македонија, а верувам дека е традиција. Еве групацијата БТА, ова е нивната официјална страна, се занимаваат со кетеринг и снабдување, со сето тоа. Она што можам само да го кажам е дека овие делици се продаваат, благодарам режија, врати назад, можеме да отвориме. Овие делици се продаваат во Рамстор и во уште пар кафичи низ градов. Значи, работата допрва они ја шират. Се надевам дека која ќе ја расшират доволно, ќе имаме и некоја друга соработка. А сега, ја би сакал моите колеги да им го разубавам денот, овој четврток, барем со малку благо, иако ја не сум голем така по овие делици, но ветив и јас ќе пробам од се во ова. Ја ги канам, режија, ако може да се симнете до доле, да ви подадам тањирче, роден ден на Гоце, имен ден на син ми, еве од вчера остана по Свети Максим исповедник, 20 години јади бурек. Драги мои, 20 години, март месец, емисијата ќе наполни 20 години. Леле, одлични пакувања, не се вади овдека, да. Добро, и тоа успеавме да го отвориме. Уште и ова. И ја ќе ги замолам моите колеги, имам неколку тањирчиња, нека кажат слободно од кое по колку парчиња ќе ви испратам и за вашите најмили дома, да се споделите. Може и за Бела, Срđan. Јаде Бела? Али може. Се шегува. Значи, 3 вида се овдека: тирамису, чоколадна и чизкейк. Чизкейкот е малце понова работа кај нас и мене ме бендисува како благо, дефинитивно како концепт е прилично интересна работа. Ова малце дава отпор. Веќе почна сама да се отпакува. Машала, чок джузел. Марко, првин на Марко заради за добра соработка. Смеам ли да пратам еден убав подарок и за твојата прекрасна керка? Или не смеам? Смеам. Може слободно да влезеш у кадар, од горна камера, еве ти уште едно парче и за неа, еве ти уште едно парче и за тебе, 2 чоколадни. Може ли чизкейк? Може? Не сакаш? А тирамису едно? Ако еве чизкейк. Може за госпожата, како поздрава алтернатива. Еве, ти благодарам за... Ој, ке ми падне. Ова тањирчева не е многу издржлива. Океј, со 2 раце ќе треба да ти подам. Еве, Марко, ти благодарам за соработката до сега. Супер беше. Заблажи се. Ако изедеш све, пак ќе ти дадам. Ќе дојде мојот велелепен колега, без кого ние не можеме ни да постоиме. Баже? Не. Стварно не ќе? Ништо не сакаш од ова? А после? Добро, еве, за Баже ќе земеме. Може тирамису? Ендакси, автоме тирамису, а потоме базе. О, базе. За базе тирамису.
Малце дестабилизација. Кирио Базе, а пото чизкейк? Охи чизкейк? Анде га мисубе. Океј, а чоколадна може? Чоколата за Базе, за блужо, за шештра, за девојкати, за женати може? Може и за неа. Добро. Не, сакам да ги извадам овдека сега пред кадар. Ќе му дадеме после. И Срđан, ова е за Баже, и Срđан сега и за тебе. Срđан, само чоколадна? Абе, чизкейк, ти си барем светски човек, знаеш што е чизкейк? Не, а? Тирамису може и за тебе? Може и тирамису. Ево уште една чоколадна. Што? Што да пуштиме сега? Ништо, пушти музика да дзензаме роден дене. Знаеш само што фали? Фали една чаша со соленки. Океј. Што да ви кажам? Да сте ми живи и здрави, почитувани гледачи. Бидете ми така, не допирам ништо со прсти, гледаш све правам стручно колку што можам. Ај ќе оставам за после. Ама не, знаеш што, сакам една јас да ја пробам овдека, пошто научив од мојата колешка дека можеш и од тегла да мацаш, нели, за време на емисија. Ја мислев не може, викам окей. Само да се надевам дека мајсторите нема да ми се јават сред емисија што ми поправаа дома. Да видам дали ова моево е демагогија или бамборам. Само. Така што овде нема милост, нема пријателство. Не, овдека ќе си кажам. Ако не чини, ја продолжувам емисијата. Ако чини... Тоа беше се за вечерот, драги мои пријатели и пријателки. Благодарам што бевте со нас. Дечки, пуштај шпица и доаѓете вамо. Аванти попули! Na
točno su svađu, od kada ti je somne živ, od kada to je sram, da li ke mi otvori, da li ke me primi v nas. Nema da dozvoli onoj što me vozljubi, nema da me ostavi sam sred šuma gusta od race, što me graba, o Bože Gospodi. Slava
da filmo Jeriko, kako sjajna maslina pokraj sinih morina, kako mermer planina srede pole skotvena, kako krepost tvrdina od tebe zakrilena, kako glasoj proročki i sveto otečki, da viknamo glubini, da zapevamo